Јас не сакав да ве оставам сам да седите. Лези внатре, ајде. Веќе не знаеш што лага уште да измислиш. Ај биди паметна, донеси ги документите, а јас ништо нема да му кажам на газдата. Јас ништо не сум зела. И што ќе се случи ако му кажеш? Никој нема да ти верува. Не е важно. Јас сепак ќе си ја пробам шансата. Особено тоа што го зема од Џунејд и се шеташе наоколу, се чаламеше. За тоа тешко тебе ќе биде, да знаеш. Ништо повеќе нема да ти кажам. Се ќе ти излезе низ нос. Кој да ти го кажал тоа те излажал. Нема такво нешто. Биди паметна и немој да ме нервираш повеќе. Многу ми наштети ти мене. Никој досега мене ова не ми го направил. Донеси ми ги веднаш документите. Не може. Ти мене ми се закануваш, ме обвинуваш мене. Не сум толку глупава да ти ги донесам документите. Очигледно е дека многу ти се битни тие документи. Затоа ти биди паметен. Газдата, ако дознае дека ме обвинуваш мене, ќе ме избрка од работа. Ама ти ќе одиш во затвор. Нечестник ни еден безобразен човек. Несрин! Се колнам дека јас ќе те убијам тебе. Поради тоа јас ќе лежам. Ќе лежам во затвор. Аки, все е обострано. Ти не ми се мешај во животот и нема јас да ти се мешам тебе. Зарем вие барате некого? Како се викаш ти, Злато? Кубра? Кубра. Да. Долго време вие живеете во оваа куќа? 2 години сме тука. Дојдовме од токат. Вие кого барате? Претходно дали сте дошле во Истанбул? Не сме дошле. А колку години имаш? 20. Изгледа не барате нас. Каде и да е, ќе дојде и маш ми. Пардон. Се извинувам повторно, ве вознемирив. Нема проблем. Повторно се извинувам што ве вознемирив. Кирка ми е тука некаде. Знам. Не, јас ќе полудам. Ти се играш со оган, Керко, свесна си. Се играш со оган, се играш. Се имам проблеми со Акиф и Џунејд, мамо. Ај, види што ми текна. Ти ако му го дадеш тоа ланче на Џунејд, може би ќе не остави на мира, а? Не ми се верува. Мамо, тој самиот ми се закани. Ке им каже на сите. Ако направи такво нешто, готова сум. Ке испаднам крадец. Не. Ке се сретнам со него и ке го убедам, ке зборувам. Ај, Несрин, види што ти велам, те молам, биди внимателна, те молам. Не грижи се. Јас планирам и од двајцата да се спасам во исто време. Како ќе го направиш тоа? Ќе направам да се скараат двајцата. Нека се јадат меѓу себе, како куче и маче. Пу, ти Гохан всушност сагаш вакви голови, ама. Шуле. Здраво.
Ти не доаѓаш, решив јас да дојдам. Така ли? Решив јас да те видам. Да. Сам ли си? Па сам сум, кој може да биде овде? Не знам, нели мажите се собираат и заедно гледаат фудбал, така си помислив. Не, сакам да гледам со мирна глава. Дојдов да излеземе заедно некаде, да прошетаме. Ама си се затворил и гледаш тука фудбал. Види, Шуле, ова е многу важен надпревар. Ама може после да го видиш резултатот? Па тогаш не е интересно, Шуле. Ама не се видовме, Али. Штом не можеме и за викенд да се гледаме, кога ќе се видиме? Шуле, навистина си во право, но ова е многу важен надпревар. Ти ветувам ќе надокнадам за вечерва, добро? Добра. Денес, во фирмата, имаше ли работа? Да, А дали ја среди? да. Се надевам господинот Керим и неговото семејство те ценат. Што сакаш да кажеш? 7 дена во неделата, дење и ноќе трчаш по сите работи. Денес не се видовме поради проблемот што излезе. Толку бев радосна што ќе го поминеме денот заедно денес. Добро, Шуле, се откажав, нема да гледам фудбал. Добро, ќе молчам, Али. Тоа што го доживеа е голема неправда. Покрај толку тешкоти и ти не израсна. Ни ја задржа куќата. Но татко ми што направи? Тој замина кога ти беше најпотребен. Не се ни сврти да погледне позади себе. Има да се самоубијам, Рифат. Ако излезеш од таа врата, се колнам дека ќе се самоубијам. Сега е редот да плати за тоа, мамо. Ке ги уништам животите на сите што постојат во неговиот живот, да знаеш, ти ветувам. Не можеш да го заборавиш минатото, нели? Ти можеш ли да заборавиш? Се уште трчаш ти по селда. Да не беше бурак, немаше да имаш храброст да го кажеш ова. И самата си свесна. Што ќе правеше? Повторно ќе ми го искршеше носот? И онака откако порасна бурак, не можеш да ме допреш воопшто. Тешко ти е поради тоа, нели? Трпение. Фала ти што дојде. Седни малку. Што сакаш од мене? Сакав да те видам. Нема да кажеш нешто, Џунејд? А што очекуваш да кажам, а? Девојката што ја сакав најмногу ме остави за пари. Што очекуваш да кажам? Не те разбирам. Не биди толку неправеден. Да бев лакома како ти што велиш, ке се омажев за Акив досега. Акив велиш? Да. Акив е причината поради која што работам како слугинка во таа куќа. Немав прилика претходно да ти кажам. Ме киднапираше за тоа што не сакав да се мажам за него. Дури дојде во куќата и... сакаше да ме силува. Што зборуваш, бе ти? Се колнам дека е точно. Едвај се спасив. Инаку,
Зарем мислиш дека би те оставила само поради едно ланче? Види, Акиф има многу пари. Да сакав ке се омажев за него. Види, Несрин, ако случајно ми го кажуваш ова за да ме излажеш, тогаш не се мачи за лудно. Пред тебе веќе не стои тој глупав, заљубен човек. Дали сум јасен? Не, ја кажувам вистината. Акиф ми го уништи животот. Дури и Джеми и Акиф сакаа да го убедат и татко ми за пари да ме омажи. Праша ги те во малото, знаат. Аме не часен еден. Ќе се видиме јас и ти, Акиф. Немаше потреба да тропнеш туба и онака веднаш се влегуваш. Леле, колку си смешна. Што правиш? Ова се цртежите од куќата на Чичко Хасан? Види. Спремив некои цртежи, ете, да видиме што ќе каже утре. Без да каже, не сакав да почнам. Разбрав. Мислам дека ќе биде жал на тетка Милтем кога ќе дознае дека ти ја дизајнираш куќата. Јас не сум на ничија страна туба и двајцата ги сакам, знаеш. И за тетка Милтем би го направила истото. Треба да свати дека ова е работа и да ме разбере. Јас не сакам да бидам на ничија страна, ме разбираш ли? Разбирам. Ниту е на крај памет дека тие двајца ќе се разведат никако. Бога ми да. Уште од детството сме навикнати да ги гледаме заедно. Сите се зачудивме, значи. Особено мајка ми. Да, тај е другарка на мајка ми. Чичко Хасан ја остави поради млада девојка. Берен, ова е многу некако страшно. Сигурна си ме загрижена дека во иднина можеби и неа ќе и се случи истото. Тато не би направил такво нешто туба. Јас не можам да претпоставам веќе никој што би направил. Јас така не мислам. Тато не би изабодел нож во грб. Јас во последно време седам дома и гледам дека тато е многу вознемирен. Мајка ми не е заинтересирана. Не сум приметила јас. Ако имаат некаков проблем, заедно ќе се го решат. Толку многу години се во брак. Така е, ама мислам дека му се досади на татко ми од тоа однесување. Толку години мајка ми како да тагува. Не знам зашто се однесува така. Се надевам нема да се кае. Леле, повторно цел ден сум тука да си одам јас веќе. А, што ќе правиш дома? Тука барем си правиме муабет. Порано не ми беше досадно кога бев сама, но сега, како поминуваат годините, станувам почувствителна изгледа. Ти порано не беше чувствителна, не верувам дека новија години ќе бидеш сега. Сакаш да кажеш дека немам чувства, Селда? Не, душо, не ти велам така. Ама не знам, ете ти повеќе размислуваш логички. Таков карактер имаш. Слушај сега, не ти кажав ништо лошо јас тебе, душо? Јас многу добро знам зашто велиш така ти. Мислиш дека не ти помагам, дека кријам нешто од тебе. Но нема ништо такво, Селда. Што да ти кажам? Добра. Што ми отвори темата? Отворено ќе разговарам со тебе. И да знаеше нешто немаше да кажеш, бидејќи не ти одговара. Селда, често ја отвараш таа тема и ме обвинуваш. Јас тебе ти помогнав. Никој тебе на ништо не те присили. Сега се каеш и мене ме обвинуваш постојано. Штом беше твое дете? Да не го дадеше, Селда? Јас не те обвинувам тебе. Мислам, не можам да кажам дека си многу чувствителна. Моje дете е, но твое внуче е. Воопшто не ти интересира? Не ли те интересира? Каде е таа сега, како живее, каква коса има, дали е среќна или не, со кого живее? Дали го мислиш тоа, Хандан, кажи ми? Зарем не те засега тоа, Хандан?
Хандан, те мулам, кажи ми нешто во врска со семејството. Јас ке средам сама. Види, најдов адвокат. Каков адвокат? Селда, немој да ми кажеш дека истражуваш ти. Што ми истражуваш? Кажи му на твојот адвокат се да ти раскаже. Уште колку време ќе криеш, Хандан? Уште колку пати треба да ти кажам дека не крием ништо, Селда? Види, оваа работа почна да станува многу опасна. Се караме пред сите. Веќе не се плашиш дури ни од зет ми. Ме плаши оваа твоја храброст, Селда, многу. Камо и порано да беше толку храбра и да не го дадеше своето дете и немаше да го бараш. Камо да беше? Фала ти многу, синко. Благодарение на тебе ќе спијам спокојна. Нема нешто. Ништо не направив. Доволно е ова. Во ова време најде вратар, најде стаклар. Мамо, јас ќе зборувам со господинот Керим. Ќе му кажам дека ќе напуштам работата. Не може тоа така. Мамо, јас како да те оставам сама? Зарем не знаеш колку тешко ја најдов јас таа твоја работа? Нема да го дозволам тоа. Мамо, после тоа што го доживеа, како да те оставам сама тука јас тебе? Јас можам да се снајдам, Керко. Да не бевте вие, јас ке си дојдев дома, ќе ја заклучев вратата. Ти ништо не можеше за мене. Денес кога те видов кога излегуваш од станица, велеше немам каде да одам, нема да го заборавам тоа. Како да те оставам јас тебе сама? Убавице моја, јас што се сум трпела до денес, тоа што го доживеа вчера ме натера, така да кажам. Јас сум добро, ништо не ме уништи мене во животот. Зарем ке се уништам за тоа што останав 2 часа во станица? Види, Керко, јас можам да се справам со Хазим. Само ти немој да бидеш тука. Знаеш што се случува кога си тука. Ти кога си тука, јас ништо не можам да му направам, знаеш. Ете знаеш каков е тој. Кога се караме, ке си замине, после 5 дена пак ке се врати. Но после ден-два повторно ке се врати. Јас тебе што ти реков? Ке средам, ете ти кажав. Ти не грижи се. Ти ветувам дека ке средам се за неколку дена. Почекај, и јас чекам нешто, Керко. Види, си нашла работа кај добри и честни луѓе. Не се враќај тука ипек, те молам. Каде ке најдеш такви честни луѓе, кажи ми ја? Заборави колку се исплашивме кога помисливме дека те избркале. Изгледа, заборави колку ти значи оваа работа, душо. Ајде, штом си дошла до тука, оди во соба, види дали ти треба нешто од тука, ајде, душо моја. Ајде, станувај, ти не грижи се за мене. Знаеш дека секој пат Хазим си јаде ќотек. Што се случи, денес изеде дрво по глава. Пред некој ден момците го фатија и убаво го истепаа пред тебе, нели? Пред тоа го истепаа убаво поради коцкањето и поради долговите. Тоа е. Тоа е правда, да. Бога ми, така си е, синко. Залудно не рекле Господ нема стапче, но правда има. Мамо, не е смешно што дојдоа луѓе поради неговите долгови. Тие луѓе можеа да ти наштетат и тебе. Ај, Господе Боже, зошто, Керко, ајде? Јас ли сум должна? Што ќе ми направат? Ај, леле ипек. Доста веќе да зборуваш за Хазим, те молам. Ајде, оди во соба, душо. Земи што ти треба, види ваму. Малку залади времето, земи си некој джемпер, добро ли, Керко? Ајде, душо моја, ајде, мила моја.
порано се кара, трча, вика децата во овој салон, нели е така? Немаше да ми текна дека ќе ми недостасува нивното детство. И мене. Кога порасна, веќе се изгуби радоста во оваа куќа. Поради тоа не доаѓам толку често како порано. Каде е Синан? Не знам. Како не знаеш? Не го ли прашуваш каде оди? Го прашувам, мамо, но кога дојдов се занесов со вечерата и заборавив да го побарам. Може би Кери му дозволил да излезе. Чај од билки? Ти благодарам. Ти благодарам. Да си го земам телефонот и да го побарам Синан. Синан е со Ипек. Со Ипек? Да. Ипек заедно со Мехмет одеше кај мајка и Синан отишол со нив. Мехмет рече дека ќе се вратат. Што бара кај тој проблематичен човек? Што ако му се случи нешто? Како не го мислиш тоа? Бе, тоа е дете. Не знаела. Ипек поради мене не може да учи. Се плаши да не ми се случи нешто. Многу ме мисли. Загрижена е за вас. Знам, но не сакам да ја напушти работата и да дојде тука. Секако, доколку вие сакате да работи кај вас. Зошто не се преселувате? Зошто не се иселите? За 2 часа ќе ја испразниме цела куќа. Не може. Нема да излезам од тука. Нему ја оставам куќата на Хазим. Оваа куќа мене многу ми значи. Сигурно не значи повеќе од ќерка ви. Да, секако, дека не ми значи повеќе од неа. Но има посебно значење за мене. Скапо ме чинеше оваа куќа, господине Синан. Цената на мојата животна грешка. Ке стои тука како пример. И треба да стои како пример за мојата слабост и голема плашливост. Ете тоа само, синко. Се трудам да создадам нова иднина за Ипек. После тоа ми преостанува уште нешто. Една надеж, една желба. Ако успеам и тоа, тогаш ќе ја запалам оваа куќа. И тоа со моите раце. Си земав некој јалишта, мамо. Добро, Керко. Доцна стана, ајде одете вие. Фала и на тебе, сине. Мамо? Убаво затвори ги прозорците и вратата, добро ли? Господа ве чува. Мислев дека си во работната соба. Таму бев, ама излегов пред малку. Има некој проблем? Види, Керим, Синан денес заедно со Ипек отишол кај нив. Односно и Мехмет бил со нив, ама... Во ред? И што Мехмет бил со нив, тогаш зошто си загрижена? Загрижена сум затоа што очувот на Ипек е проблематичен човек. Не е во ред што отишол Синан таму. Што ако му направи ништо? Му се јави на Мехмет? Мехмет и рекол на Миријам нема никаков проблем, доаѓаме. Во ред тогаш. Штом така рекол, тогаш така е. Ама човекот е проблематичен. Селда, што сакаш да направам, јас не разбирам. Синан повеќе не е дете, нели? Ако има некаков проблем што бара храброст, нормално е тој да се фрли прв, не можеме да го спречиме тоа. Нормална е таа работа. Но треба да ги спречиме, Керим, те молам, јави му се уште еднаш да не се доближи до семејството на Ипек, те молам. Како можеш да побараш такво нешто, Селда? Детето сакало да му помогне на некој што имал потреба од помош. Сигурно нема да го карам Синан поради тоа, така? Сигурно нема да му викам за тоа. Мора да го караш. Многу е млад.
Ако се прави юнак, може да му се случат еден куп работи. Мамо, да не преувеличуваме, толку те молам. Детето нека дојде и ќе дознаеме што се случило после тоа, нели? Може би нема потреба толку да се преувеличува. Ај, колку вие сте спокојни. Синко, ова е Истанбул. Во секој момент се може да се случи. Мамо, прво да разјасниме дека нема лоши работи само во Истанбул. Секаде може да му се случи нешто на човек. А јас исто така не сум човек кој што е опуштен кога станува збор за децата. Ама ако треба да направам нешто, ќе направам кога е потребно тоа. Како што реков, нема да се расправам со Синан поради ова сигурно. Ако има некаков проблем, ќе му се јавам на Али. Тој тивко ќе го среди тоа, не се грижете вие. Бидете спокојни. Во ред? Проклето нека е сето ова е поради таа Ханифе. Очигледно е дека на сите им кажува. Секако дека им кажува, тој дојде до нашата врата, секако им кажува на сите. Да не го ставев ланчето тука, никој немаше да му верува на Акиф, ама сега никој нема да ни верува нас. Само збора ако каже ќе ни избркаат од тука. Ах бе Несрин, ланчето да не го заборавеше во колото на господинот Керим немаше да привлечеш внимание. Оваа Селда нема да ја затвори темата за ланчето така лесно. Види, жената постојано мисли на тоа. Мисли дека ланчето е на девојката на господин Керим и јас го бранам господинот Керим, затоа кријам. Види што ти велам, дај му ги ти документите на Акиф и нека не остави на мира веќе. Нема шанси. Додека тие документи се кај мене, тој Акиф нема да се осмели да ми досадува. Ти биди му благодарна на господинот Керим што не прими. Сега се мислам, што ние би направиле во тоа мало, што би правеле со Джеми со Акиф, леле. Ај ми се здосаде веќе мене. Ајде да одам да проверам дали има нешто да работам, инаку ќе се загушам во оваа соба. Абе, Акиф, мора да дојдеш дома, се разбира. Тогаш ќе се видиме, јас и ти. Добро што дојде, зете. Многу им недостасуваше на децата, жими Бога. И мене ми недостасуваа многу, Акиф. Леле, се колнам дека постојано прашуваа каде е вујче, ми досаѓаа постојано. Па то, ти продолжи, јас да купам леп и ќе дојдам. Добро, Акиф. Фала ви многу. Нема потреба да се заблагодаруваш, Ипек. Како што ти кажав, нормално е. Луѓе да си помагаат едни на други, знаеш. Изгледа ти си малку повлечена. Колку што гледам, не сакаш да ти се доближуваат. Повторно почнавте да ме критикувате. Јас работам кај вас. Не можам да побарам помош од вас. Ши ти се престани да ми се обраќаш со вас или вие. Во кој век живееме? Уште малку ќе ме наречеш и малиот господин. Но така е, ама. Многу задоцни, сине. Заедно со Мехмет ја однесовме Ипек кај мајка ѝ. Имаше некој проблем? Мајка ѝ беше болна и Ипек сакаше да ја види. Потоа се вративме. Разбрав. Со помин, Керко. Ви благодарам, господја. Аз сам минувам во соба. Добро, сине. Очувот не беше таму? Не беше. Дојде Ипек. Добра ли беше мајка ти? Нема никаков проблем, нели? Не, подобра беше. Не сакаше да останам со нејза. Добра. Ајде оди во соба. Денеска имаше тежок ден. Очигледно е дека сите вработени тука се многу проблематични. Спреми ми еден чај. Не можев да го испијам пред малку. Без да испијам не ме фаќа сон. Секако. Веднаш, господјо Султан.
Што се случи, бато? Човекот ми забоде нож. Не бегај, нечестнико! Застани, нечестнико! Кој си ти, бе? Кој си, бе? Нечестнико! И каков нечесен човек си ти. Погрешна адресата што ја даде. Вечерва сум дежурна. Утре ако дојдете не можете да ја видите госпоѓа Селда. Добро, тогаш вечер ќе дојдам. Што значи тоа слушна од малото Керко? Очигледно дека истражуваат за нас, леле, што се случи. Готови сме, готови. Бога ми, не се чудам за ништо, мамо. Оваа жена не му верува на мажот. Не верувам дека таа баш сама отишла во малото. Само сака да ме исплаши да дознае нешто од мене. Ајде, не трескај. Зарем би рекла дека отидов ако не отишла? Несрин, овие да не зборувале со Ханифе. Не верувам. На почетокот јас така помислив, се исплашив. Ама потоа сватив дека блефира. Не знаеш колку се исплаши да не му кажам на мажот и полуде. Само слушај ме да ти кажам нешто. Нејзе Хандан ја учи. Таа ја подучува Селда цело време. Инаку Селда не е толку паметна жена. Овие не напаѓаат од сите страни. Селда Акиф. Никој не може со мене, мамо. Хандан денес дошла и ми се заканува во кујна. Леле, толку е глупава. Не е свесна дека додека мене ми се заканува, самата се издаде. Ми се заканува, а страф е да не Керим дознае дека не истражуваат нас во малото. Се плашат кутрите. Керим ако дознае, многу ќе им се налоти дека истражуваат за нас. Не знам што да кажам, Керко, бога ми ти еден по еден со сите се расправаш, машала. Мамо, тие додека се расправаат со мене, ќе си имаат проблем со Керим. Види што ми текна. Сабајле ти оди кај господинот Керим и кажи му дека не истражуваат нас во малото. Кажи му па нека си мислат после тие. Така треба да направиме сега. Нема шанси. Најдобро ќе биде да останеме тивки и да ја откачиме Селда така. Инаку повторно ќе почне да ме напаѓа. Ти благодарам. Седни. Здравје. Меријам, Ипек и Несрин ме загрижуваат. Зошто, госпоѓо Султан? Не беше воопшто убаво што Несрин отиде со ноќница во собата на Керим. Не е во ред тоа што вработената се облекува многу провокативно. Очигледно е дека и Ипек е проблематично девојче, видов Синан како ја гледа. Му се допаѓа. Да ти кажам, многу ме вознемирува тоа што многу ја брани нејзе. Керим вели дека ќе среди, но што знам. Треба да ја оддалечиме нејзе од тука. Знаете дека Ипек поради очувот престојува тука сега. Да ја вратиме повторно во таа куќа. Ете, поради тоа се плашам. Очувот на девојчето. Би му направил ли нешто лошо на Синан? Ке зборувам со Ипек. Уште еднаш ако доживее проблем, ки речам да си замине сама. Зарем нема да ја остане работата тука ако оди често? Не. Ипек не е таква девојка. Не зема слободен ден за да оди некаде таа. Јас не сакам да се зближат со Синан. Не грижите се. Како што реков, ке зборувам со Ипек. И онака, Ипек не е таква девојка која си ја кажува маката и бара помош на некој. Сигурна сум дека е добра девојка. Гледам и дека ти ја сакаш многу.
Јас сум си загрижена за внукот. Ако се зближат, ќе си има проблеми. Во право сте. Како и да е, да го испијам чајот и да легнам. Добро, господја Султан. Јас да ве оставам сама. Седни, Мерием, седни. Седи уште малку. Мерием, мене ме мачи да ја гледам Ипек. Зошто? Секој пат кога ќе ја видам, ми текнува на неправдата што ја правеа на себе. Сега мене ме обвинуваш, велиш дека сум дволична, нели? Не. Можно ли е тоа, господјо Султан? Но ова што го правам е дволичност. Со години не ме интересираше каде е, што прави. А сега сакам да избегам од тоа што мене ме подсетува на неа. Ова зарем не е дволичност, а, Мерием, а? Што е? Односно, оваа девојка ме подсетува на грешките, на себичноста што ја направив. Откако си отидовте вие и отиде и паметот. Пред саат време заспа. Дали може да останам покрај неа? Ќе поседам малку. Секако. Само малку. Кога би знаеле каква голема услуга ми правите, повелете. Не ми ја даде залудно таа адреса. Кирка ми е во тоа мало. Добро утро, Ипек. Добро утро. Ете, повторно почна накриво да ме гледа. Бато Мехмет. Добро утро, Бато. Добро утро и на тебе, нека ти е, Синан. Иди, ќе ти кажам нешто, но на никого да не збориш, добро? Вети ми. Ветувам. Нели јас имам автомобил? Ќе одам да прошетам малку. Но ти немаш возачка. Зарем има потреба од дозвола? Ти знаеш колку убаво возам јас, така? Господинот Керим, ако го слушне ова, ќе ме убие мене. Ама нели ми вети? Добро, но не знаев што ветувам, Синан. Бато, зарем сега нема да си го држиш зборот? Види, ако се случи нешто, тој ќе се налоти. Нема да се случи, не грижи се. Ќе се прошетаме малку со неколку другари и ќе се вратам. Ако то знае некој? Викој нема да то знае, не грижи се. Ако приметат, ќе речеш дека ти не си знаел. Само те молам, не им кажувај дека сум излегол со автомобил. Нема потреба да се плашиш, Бато, не грижи се. А ако се случи нешто, ќе ме обвиниш мене. Добро? Ева се гледаме. Добро утро, Джем Хандане. Јас денес ќе дојдам натаму, ако си таму да се видиме. Денес да средиме во врска со работата. Аха, добро би било. Се гледаме. Адвокатот и Селда
Ке морам да ги испратам и Ајше и Керка и од тука подхитно. И така требаше да видам која е керката на Селда пред се. Но ова е голема глупост што направив. Се извинувам, господјо Хандан, ми побегна автобусот. Мислиш дека ти продолжува слободниот ден, Емина? Но мајка ми беше многу болна синоќа, доцна заспав и затоа... Добро, те молам немој да ми кажуваш. Ако почекате малку, веднаш ќе го спремам појадок. Не можам да почекам 2 часа да спремиш доручек ти, ајде. Ќе разговараш со синан? Да. Види, Керим, нели ќе одевме кај Фарук? Што измисли, зошто откажа? Ништо не измислив, Селда. Само одложив за една недела. Ама јас ти кажав дека не сакам да одиме. Селда, јас мислам дека ти кажав дека мора да одиме на таа вечера, нели? Или во ред, ако ти не сакаш, ќе одам со мајка ми и со децата. Добро? Добро утро, тато. Добро утро, ќерка. Изгледа тато нервозен е. Ја откажа вечерата кај Фарук, затоа се изнервира. Зошто откажа? Многу сладок човек е тој. Интересно. Не кажуваш такво нешто за луѓе кои што толку си ги запознала? Ти имаш предрасуди. Во право си. Понекогаш го правам тоа. Вчера зборував со Несрин и приметив дека имам прерасуди испрема нејзе. Што ти рече? Кажа дека морале да дојдат тука. Незиниот полубрат за пари со сила сакал да ја венча со постар човек, а човекот се уште трчал по нејзе. И Керим ми кажа дека синот на Хикмет е проблематичен. Се уште не ја верувам, но... Ама мене Туба ќе ми кажеше нешто. Не, само сакав да ти кажам добро утро пред да се симнеме. Интересно, ти не правиш такво нешто. Ајде, дојди, да се симнеме. Мама? Чичкото не на моја другарка отвори рибен ресторан, дури на социјалните мрежи видов. Многу убаво место е. Сакате таму да одите со татко ми, веднаш да резервирам? Не, Туба, деновиве не сум расположена, друг пат ќе одиме. Мама, многу се оддалечи од татко ми. Воопшто не е добро тоа. Добро, Туба, не сакам да слушам совети, многу се оддалечи од татко ми, развесели се малку, те молам, не сакам да го слушам тоа повеќе. Мамо, но ти мораш да направиш нешто. Ништо не сакам да слушам. И ништо не сакам да слушам, не се меше, не сакам ништо да направам. Јас сум задоволна од се, задоволна сум од мојот живот и престани. Мамо, може би татко ми не е задоволен. Мамо... Добро утро, господине Керим. Добро утро, Несрин. Да ви го донесам кафето, сакате? Не, ќе ја излегувам јас. Се случи нешто, ќе кажеше нешто? Не е битно. Погрешно што го помислив тоа. Кажи ми, те молам, ајде. Сметководителката ме викна во фирмата, ама не можам да одам. Си помислив да дојдам со вас дека одите натаму. Не е во ред оваа девојка да остане тука. Не ми изгледа на девојка што би избегала од својот полубрат. Може да дојдеш, се разбира. Навистина ли? Да. Добро, јас ќе ја земам ташната и доаѓам. Извинете, нема да ви се налутат дека доаѓам со вас, нели? Кој ќе ми се налути мене? Секако дека не вас не, ама мене ќе ми се налутат. Не, никој нема и тебе да ти се налути. Ајде, те молам, побрзај сега.
Добро, тогаш вака ќе направиме. Вие одете во кола, а јас ќе дојдам од другата врата. Несрин, Добро? Нема да дозволам да ја продаде куќата. Фатма е лакома. Нема да ја остави таа работа. Ми се досади од тебе, глупак еден. Не излегувај од дома. Не излегувај од дома. Морам да најдам некој начин за да ја спречам. Немам ниту еден спомен од мајка ми. Не можам и куќата јас да ја изгубам. Што сакаш од мене, Шуле? Не може преку телефон, Берен, да се сретнеме. Шуле, но јас немам време, треба да одам во фирмата. Добро, ќе дојдам таму. Што сака од мене оваа? Знае дека не сакам да се видам со неа, но упорно инсистира. Каде останавте, веќе огладнев? Керко, зарем не е срамота си почнала пред да дојдеме? Зошто, баба? Тоа се правила што го отежнуваат животот. И таа не се разликува многу од Синан. Најпаметна меѓу нив е Берен. Керим каде е? Излезе, господје Султан. Пред малку отидоа со Несрин. Со Несрин? Зошто? Не знам. Изгледа имала работа во фирма. Зошто не оди сама или може со Мехмед да оди? Мамо, се извинувам, имав многу важен телефонски разговор. Те молам, се извинувам. Не е важно. Туба е и онака почнала. Мамо, јас треба да излезам, одам на работа. Да јадеше нешто, мила? Не, на работа ќе јадам. Господ нека ти помогне. Ма, ти оди внатре. Доручкувајте со Ипек, доаѓам и јас. Многу топло било. сакаш да вклучам клима? Подобро ќе биде да го отвориме прозорот, ќе земеме и чист воздух. Во ред? Колку е убаво времето денес, нели? Да. Господине Керим, знаете ли дека многу сум среќна што работам кај вас? А зошто? Епа, вие сте мој газда, а јас се возам во вашата кола. Ниту еден газда не би го дозволил тоа. Но вие никого не подценувате, не сте таков. Иако сум вработена во вашата куќа, слугинка сум, вие ме цените мене, ме слушате цело време, внимателен сте. Тоа е толку убаво нешто.
Никогаш нема да заборавам што господинот Али го испративте кај Акив поради мене. Откако почина татко ми, вие станавте мој херој на вистина. Аише, здраво. Господјо Хандан. Што барате вие тука? Треба да зборуваме, Аише, може да влезам? Ако не е дома машти секако. Оваа девојка, Селда кажи ја керка му на Хикмет. Како што разбрав, Керим не може да ги избрга затоа што му ветел на Хикмет. Да, Таа девојка треба да се оди од тука. мама Керим нема да го дозволи тоа. Цел живот ли ќе остане тука? Омажете ја со некого? Но не можеме ние да одлучуваме за тоа. Зошто? Секогаш ќе биде слугинка тука. Зборувајте со мајка и, дајте и пари. А дали можеш ти да најдеш маж, баба? Мехмет. Многу добро, фино момче. Сигурно те интересира зошто дојдов. Многу размислував, Аише. Пред многу години сакав да помогнам на еден пријател и затоа се плашев да не дознае моето семејство и ти викав. Ми кажа дека ќерка ти е во тешка ситуација. Сакам да ти помогнам на тебе. Очигледно е дека твојот маж ти го уништува животот. Ќе ти дадам пари за да се преселиш. Има шанса да си создадеш нов живот со тие пари. Сака да ме испрати од тука. Сигурно син ми е тука некаде. Ќерка ти не е дома? Не, И што мислиш за мојата понуда? не сакам да се преселам. Не сакаш да се преселиш од машти? Прво сакам да го најдам семејството на ќерка ми. Сакаш да го најдеш семејството на ќерка ти или на синот? И двете. Во ред тогаш, јас сакав само да ти помогнам на тебе. Добро, јас можам ли да ја видам Ипек на фотографија? Ти покажи ми слика од син ми, јас ќе ти покажам слика од Ипек. Ти си била на вистина многу опасна, Аише. Што да правиме? Со тебе не се разговара. Ајше, може да излезеш малку, ќе ти кажам нешто. Дојде комшивката. Веднаш ќе дојдам јас. Добро, гледај си ја работата. Тука некаде мора да има некоја фотографија од Ипек.